Да, Македонија е атрактивна туристичка дестинација, препознатлива и за странските, но и за домашните секако туристи. Последните истражувања на тема туризам велат дека посетителите пројавуваат интерес за нови туристички дестинации. Какви и колку земјава инвестира во нив? Ние тема на разговор со гости на 209.3 на Македонската телевизија. Велам добро утро за подпредседателот на Македонската асоциација на туристички водичи и придружници господина Телвир Садиковиќ. Добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Ковид пандемијата, па сега и економската криза навистина нанесува многу голема штета на туризмот и се надеваме дека ова лето некако ќе успееме да закрпиме се што пропуштивме, но што велат податоците на терен, ќе успеа ли ова 2022 летна да надомести за загубите изминативе 2 години? Како што кажавте, со почетокот на пандемиската криза, навистина туристичкиот сектор се најде во многу тешка и безизлезна состојба, бидејќи знаете, последиците беа далекосежни. Туристичкиот сектор претрпе големи загуби, голем број на туристички аранжмани и патувања за кои беа планирани во нашата држава беа откажани. Меѓутоа не само во нашата држава, туку збориме на глобално ниво. Така да нашиот сектор, односно туристичкиот сектор, се најде во многу тешка положба. Остави големи последици, бидејќи не само многу хотели кои што беа затворени, туку голем број од туристичките работници остана без своји работни места, односно без своји ангажмани. Така да тие последици се навистина далекосежни, со, можеме да кажеме, ако може да се каже, завршетокот на пандемијата, полека по полека туристичкиот сектор почнува да се опоравува, меѓутоа тоа не е доволно за да се врати таа првобитна положба која што имавме пред 2019, односно 2020. Се надеваме дека во идниот период таа слика ќе се подобри. Имаме некој благо поместување, значи зборуваме веќе со почетокот на туристичката сезона, меѓутоа самата ситуација, односно таа иста ситуација која што имавме пред пандемиската криза, значи се уште не е достигната, така да се надеваме дека во идниот период значи таа туристичка слика, односно бројот на туристите ќе се зголеми. Колку регистрирани туристички водичи има во асоциацијата и доволни ли се за потребите на пазарот? Видите, во нашата асоциација имаме некаде преку 70 членови, меѓутоа бројот на туристичките водичи е многу поголем. Нема точен регистер, значи, на туристички водичи, од кои причини, бидејќи во текот на годините има системски пропуст, значи во некои сегменти, значи на нашата дејност. Точната бројка можеме да ја добиеме само од факултетите за туризам. Зашто го велам ова и зашто го кажам? Од проста причина, затоа што во минативе, можем да кажам 15 години, статусот на туристичките водичи не е решен. Пензиското и здравственото осигурување, така да голем број на наши колеги и ја вршат оваа дејност, меѓутоа од причини кои што не можат, заради тоа што не можат да го остварат пензиското и здравственото осигурување, се вработени во други фирми, така да немаме точна бројка. Се надеваме дека во идниот период ќе успееме да го решиме овој проблем. И колков беше обемот на работа изминативе 3 месеци? Од каде се имавме туристи? Видите, како што ви кажав, значи имаме зголемување, некое благо зголемување, меѓутоа не е истата состојба како што беше пред пандемијата. Имаме туристи, речи се од сите држави од светот, значи можеме да кажеме и континенти. Обемот можеме да кажеме дека е малце зголем, меѓутоа не е ни блиску до она што го имавме пред пандемијата. Дали тоа се должи на фактот дека многу мал дел од групите ангажираат лиценцирани туристички водичи? Малкумина знаат дека секоја група која ќе дојде од странство во земјава има обврска да ангажира лиценциран туристички водич. Токму така, вие дадовте и одговор на прашањето. Согласно со Законот за туристичка дејност, секоја странска туристичка група, па дури и домашна туристичка група, мора да има локален лиценциран водич.
Нормално дека во такви услови ние доколку водиме странска група или домашна група, веќе можеме да знаеме дека има прилив на туристи или имаме групи во подрачјето на Скопје, можам да кажам и пошироко во нашата држава. Меѓутоа во поголемиот дел на случаеви морам да потенцирам и да го кажам дека заради непочитување на Законот за туристичка дејност имаме доста странски туристички групи на територија нашата држава и во поголемите туристички центри, можам да кажам Охрид, Струга, исто така и Битола, Скопје како главен град, каде што странските групи се присутни без локални туристички водичи. Тоа е еден голем проблем. Ние како асоциација презедовме ни за чекори, ни за активности, стапивме во контакт со државните институции, со државниот пазарен инспекторат и бараме согласно законот да постапат инспекцијските служби и да ги санкционираат овие групи кои што немаат локални туристички водичи. Во најавата за разговорот кажав дека туристите ги сакаат препознатливите туристички дестинации, но последните информации велат дека сакаат и нови. Сега што велат вашите податоци од терен? Кои локации најмногу ги интересираат посетителите на државата? Видете, имаме различни профили на туристички групи. Секоја група, и меѓутоа повторно ќе кажам дека е многу битно од самата промоција на државата, значи и од понудите, туристичката понуда, односно странските туристички агенции што нудат за како места или интересантни дестинации за нашата држава. Сите знаеме дека Бисер Балкански е Охрид, или нашиот Балкански Јерусалим. Охрид е секојаш најинтересантна дестинација, бејќи со своето богато културно-историско и природно богатство привлекува туристи од значи поголемиот дел од европските држави и од светот. Меѓутоа имаме се повеќе групи кои што повеќе ги интересираат природните богатства, значи природните убавини на нашата држава. Повеќе се заинтересирани за национални паркови, повеќе се заинтересирани за тој екотуризам или планински туризам, ако можеме така да кажеме, така да од година во година, значи се повеќе имаме, ете и ние како асоциација, како туристички водичи не контактираат и барат информација од нас, така да ние ги пронаоѓаме тие места, големе широк спектар на тие места. Меѓутоа пред се тука предначат можам да кажам националните паркови, планинските предели, тамо каде што ете можам да спомнам на пример како Галичник, Лазарополе, Јанче, Маврово, Ростуше, Пелистер и сите национални паркови. Велите контактираме постојано со туристичките агенции и се трудиме и ние да вметнеме нови дестинации како би ја направиле поинтересна агендата за туристите. Се прифаќаат истите? Добра е соработката? Видете, во некогаш е добра соработка, меѓутоа некогаш туристичките агенции, не зборам само за домашните, меѓутоа и странските туристички агенции ги подготвуваат програмите без некоја комуникација или консултација со туристички водичи. Ние како туристички водичи, еве да не биде сега дека ние се фалиме или дека сакаме да се наметнеме, меѓутоа се можам да кажам најбитна и најважната алка во туристичкиот сектор. Зашто го велиме тоа? Бидејќи ние сме првиот контакт со туристите. Ние ги знаеме фактички состојбите на терен. Ние знаеме тајмингот, ние ги знаеме пристапот до тие туристички локации. Така да имаме доста туристички агенции, можеме да се пофалиме, меѓутоа се повеќе се странски туроператори кои не контактираат и бараат мислења за понудите и програмите за нивните групи, односно за престој во Македонија. Што е со домашните туристи? Ангажираат ли тие туристички водичи? Може би ќе кажеме, па дома сме и не ни е потребно, но информациите исто така велат дека и ние како граѓани на Македонија многу малку знаеме за нашата земја. За жал не. Можем да ви кажем од лично искуство, за жал не. Ние како асоциација можем да ви кажем дека пред 2 години направивме еден проект, ајде да го запознаеме градот Скопје. На 22 февруари, како Светски ден на туристичките водичи, нашата асоциација организираше бесплатни разгледи на градот Скопје. Навистина беше интересантно. Јас се сеќам дека и ваша екипа од МТВ имаше направено прилог во врска со тоа.
можам да ви кажам дека поголемиот дел од нашите сограѓани, меѓутоа не само од градот Скопје, туку и пошироко државата, воопшто никогаш не ги консултираат или не земат локални туристички водичи, а можам да кажам и генерално дека не се запознаени со културното и природно богатство на нашата држава. Еве можам да напоменам за Скопје. Значи, нашите сограѓани многу малку знаат за историјата на градот Скопје, кој што е толку богат. Ние навистина сме богати, имаме богато културно-историско минато. Самиот град Скопје, толку е на бурна историја. Стариот дел на Скопје, чаршијата, скопската или старата турска чаршија, Калето, црквата Свети Спас, џамијата Мустафа Паша, Безистенот и ред други работи за кои за жал нашите сограѓани воопшто немат информации или немат познавање за таа историја. И тука ме поттикнавте да го поставам прашањето. Колку државата, меѓу другото, се труди да ги испромовира сите овие културни, историски богатства кои ги имаме во насока на приближување на туристите? Бидете, што се однесува до промоцијата на нашата држава, има некои напори, еве ние гледаме во минатиот период Агенцијата за поддршка и развој на туризам вложува напори за поголема промоција на нашата држава, меѓутоа јас лично сметам како туристички водич дека тоа е недоволно. Самата држава треба да даде поголема поддршка во смисла нашата туристичка понуда да биде побогата, значи да се подготват повеќе пропагандни материјали, зборам каталози, туристички прирачници, туристички водичи, кои што навистина со тоа ќе помогнат да се промовира што повеќе државата, да се направат повеќе, можам да кажам, видеозаписи за нашата држава. Не е доволно ако споредиме со останатите држави во регионот, можам да кажам една Албанија, Косово, Србија, Црна Гора, па дури Босна и Херцеговина, бидејќи ние како водичи патуваме како дел од тие балкански рути, можам да кажам дека во овие држави во минатиот период, пред пандемијата и по пандемијата, се вложуваат големи напори и се дава голема помош од страна на државата за промовирање на тие туристички капацитети. И секоја држава прави своевидна туристичка понуда, чија цел е меѓу другото повторно да го врати туристот во државата. Имате ли такви случаи на повторни средби со странски туристи? Колку често повторно се враќаат тука? Имаме секако. Јас повторно ќе се навратам на тоа, да не биде повторно да биде фалено од наша страна, меѓутоа сите кои што работат во туристичкиот сектор знаат дека водичите се навистина најбитни, без разлика колку и вие да организирате, колку и да е се успешно организирано од страната на странските туроператори или домашните туристички агенции за реализација на еден програм, многу е битен квалитетен и професионален туристички водич. Така да, од ние, можеме да кажем, како туристички водичи, сме вистински амбасадори на оваа држава, бидејќи групите кои што доаѓаат, првиот контакт, првите впечатоци ги добиваат преку нас. Така да, во текот на престојот, нашата умешност, нашата, можам да кажем, стручност, вештина, знаење, познавање на историјата и на богатото културно-историско минато на нашата држава, остава навистина добри впечатоци за групите, така да поголемиот дел во случаеве, можам да кажам, неколку пати ми се има, не неколку пати, повеќе пати ми се има случано, не само од Република Турција, туку и од останати држави од регионот, имаме групи кои што повторно се враќаат и ја го посетуваат и Скопје, и Охрид и другите туристички дестинации. Туристичките водичи треба да имаат големи познавања за земјата и она што се нуди генерално во рутата која што се презентира, меѓу другото треба да умеат да работат со луѓе, да го задржат нивното внимание. И сега во контекст на ова, кој сегмент од работата ви е најголем предизвик, најинтересен, најтежок? Ајде да ги земеме сите три аспекти. Па видите, секој водич има различни сегменти. Па, да ви кажам, првиот контакт со групите, тоа е многу битен, верувајте ми. Првиот контакт со групите, бидејќи на самиот почеток, ако се тргне како што треба и убаво стапите во контакт и во комуникација со групата, остварите на добра комуникација со групата, секако дека понатаму се ќе биде оке, а исто така и можам да кажам последниот дел,
разделбата или заминувањето на групата, бидејќи тука ја сумираме и имаме таа кулминација на сите тие впечатоци и позитивни, значи впечатоци и задоволство на групата, значи како да кажам резултат на таа една успешно презентирање и промовирање на нашата држава. На 28 е големиот празник Голема Богородица и пред неколку минути им препорачавме на нашите гледачи доколку имаат слободен викенд да појдат во манастирот на Матка. Колку овој манастир е дел од агендата? Па можем да кажеме е дел од агендата, меѓутоа е и некојаш слабо дел од агендата, бидејќи поголемиот дел на туристичките групи кои што можем да кажеме го посетуваат кањонот Матка, повеќе се сконцентрирани на самиот кањон и посетата на пештерата Врело, кој што знаеме дека е една од најдлабоките во подлабочина, значи во Балканот, а втора во Европа според некои податоци. Меѓутоа, тоа е заради тоа што можеби некојаш туристичката понуда и туристичкиот програм е многу, да не кажам пренатрупан, и така да нема доволно време за да се посетат овие манастири. Инаку знаеме дека Матка изобилува со прекрасни манастири, а исто така и со прекрасна природа, кој што ето би е препорачено на нашите сограѓани и на туристиве пошироко да ја посетат. Разговорот го почнавме со тоа колку е бројот на лиценцирани туристички водичи во асоциацијата. Секој водич треба да има споменав познавање совршено за нашата земја. Сега прашањето кое што се поставува е кој се може да стане туристички водич и да стекне сертификат. Какви услови се потребни? Видете, сега за туристички водич тоа е многу една специфична професија. Повеќето од луѓето мислат дека тоа е многу лесно, дека секој може да стане и секој може да биде, меѓутоа не е токму така. Секоја работа, значи има долги години на вложување на труд и знаење. Кои се условите? Ете, гледачите да знаат, секој граѓанин државјанин на Република Македонија, полнолетен, доколку значи има завршено најмалку средно образование, може да аплицира и да полага за туристички водич на факултетите за туризам, кои што ги имаме низ државата. Тоа е Скопје, Охрид и Штип. Може да се стекне, се полагат одреден број на испити и откако ќе се положат тие испити се стекнува со сертификат, односно уверение од факултетот за положен испит, односно уверение за туристички водич. Сето тоа е во ред како што јас ви објаснив, меѓутоа не е лесно, значи работата отпосле со самото стапување во контакт со агенциите, пред се треба да имате долго работно искуство. Ова е специфична професија. Еве јас ќе кажам и дефиницијата на туристички водич, ако ми дозволите. Значи, според Европскиот комитет за стандардизација, туристичкиот водич е лице кој што води група посетители или туристи на јазик по нивен избор, треба да има соодветно образование или квалификација од релевантните институции. Главната улога на туристичкиот водич е да води група, значи туристи или индивидуалци, да го толкува културното историско, значи природно богатство на таа земја, да ги покажува обележјата, градовите, локации, археолошки локации и сето тоа на еден инспиративен и забавен начин на јазик по изборот значи на групата. Според се тоа што го кажавме и вие поставивте прашањето, туристичкиот водич за да извршува таа професија мора да има соодветно образование и да има квалификации од таа област. Значи треба да има познавање, многу добро познавање од областа на историја, географија, социологија, економија, археологија, политика, да најмалку да знае еден странски јазик, неопходно е. Исто така треба да го знае, да ја знае посебната терминологија во оваа професија на областа каде што работи. Треба да има многу добри комуникацијски вештини и да поседува вештини на работа со луѓе. Значи, според се тоа што кажав, ова е многу специфична професија. Да, специфична професија и бара многу залагање, многу вложување, многу труд, а тоа се стекнува со години. И за крај на разговорот, ако нашиот предлог беше манастирот Голема Богородица на Матка, манастирскиот комплекс во Тетово и Бирово за викендов, секако поврзани со празникот, кои се вашите предлози за туристички дестинации? Кои се оние места во државата кои едноставно вие ги обожувате?
Па прво ќе ви кажам дека сите знаеме за Охрид. Охрид сите знаеме дека е. Меѓутоа не треба да запоставиме, имаме многу интересантни локации кои што јас верам дека дел од гледачите знаат. Една од нив? Кокино. Добра. Јанче, како што кажав, Галичник, Лазарополе, Лесново, Смоларе, Смоларските водопади. Добра. Вевчани. Тоа е некаде полна агенда до декември. Полна агенда до декември, да, можеме да кажеме тоа. Матка, исто така, градот Скопје, градот Битола, градот Охрид, сите градови во Република Македонија, значи можеме да кажеме дека имаат своја посебна убавина и своја посебна историја и би сакале да препорачам на нашите гледачи, на нашите сограѓани и широм државата дека нашата држава има навистина богато културно-историско минато и навистина би им препорачал сите овие места да ги видат, да осознаат малце повеќе и сите заедно навистина буквално смисла на збора да бидеме вистински амбасадори на нашата држава. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Тема туризам е неисцрпна и сигурна сум дека во периодот кој што следува повторно ќе се гледаме. Благодарам. Ви благодарам и вам.